Пети поред состанок се одржа во просториите на општина Кочани со релевантните институции кои што се надлежни во делот на превенцијата од пожари и за преземање мерки за брзо интервенирање и гасење пожар. Представници од општина Кочани, Шумско стопанство Согово, Територијалната противпожарна единица, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Шумската полиција, Полициската станица Кочани и од комуналното јавно предпријатие Водовод на состанокот донесоа превентивни мерки за спречување на пожари на отворено. Заклучоците кои што беа донесени се поголема соработка помеѓу сите институции надлежни за превенција на пожари, како и формирање на мешани патроли составени од представници од Територијалната противпожарна единица, Шумската полиција и Полициската станица Кочани, кои што од страна на Македонски шуми и Противпожарниот сојуз на Република Македонија ќе делат летоци и ќе укажуваат на опасноста од пожари на отворено. Надлежните институции упатија апел до сите граѓани да внимаваат со палењето оган на отворено. Посебно сега апелирам до сите оние љубители на природата кои што се по разни основи присутни таму. Само 2 месеца да бидат внимателни. Посебно во делот на палење на оган и во случај да истите тие забележат некакви траги од чат или од оган, веднаш да ги известат пред се противпожарната единица. За месец јуни како противпожарна единица имаме регистрирано 7 пожари на отворен простор, што покажуваат дека постепено се влегува во еден терк, каде земјоделците по завршувањето на жатвените работи започнуваат со палењето на стрништата, но исто така и како резултат на бујната вегетација која што имавме од врнежите во претходниот период, доаѓа до палење на истата. Имаме набавено едно ново теренско возило кое што е со капацитет од 300 литри вода и кое што може да се користи за вакви почетни пожари и интервенции. Истото секогаш на располагање на останатите субјекти, односно институции, доколку мислат дека има потреба, односно со нив може заедно да се изврши соодветна активност. Инаку, како превентивна мерка за заштита од пожари, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од денеска 6 јули воведе ограничено движење на сите лица во шумите и шумските појаси. Ограничувањето за движење во шумите е за периодот од 7 часот наутро до 17 часот попладне, а ќе трае до 15 август годинава.